Почитувани колеги, моралот е една од најважните карактеристики на човекот. Тој треба да не научи да разликуваме, да правиме разлика помеѓу доброто и лошото и да изградиме еден став кон животот, став изграден врз основа на свест и дисциплина. Не знам колку сте свесни за целава постапка која што ја водите речиси 2 години, но очигледно дека имате висока дисциплина кон вашиот лидер. Покорно и слепо ги извршувате сите наредби кои што ви се дадени. Без притоа се запрашате себе си, дали ова што го правите е човечко, колегијално и дали ова навистина треба да се случува. За нецели 2 години имаме 8 пати одземање на имунитет на колеги пратеници. И еден од колегите самиот призна. Зошто сега да постапите поинако од претходно? Ова веќе за вас е една рутина. Навика. Секојдневие. Дури не сакам да верувам дека сите вие ова го правите со леснотија. Се уште си мислам дека дел од колегите се запрашуваат до кога ова ќе се повторува. До кога ќе стискате копче за одземање на имунитет? До кога, колеги? Ова ли е пратеник? Ние ли сме пратеници? Не, дали сме луѓе веќе? Се запрашаме дали сме луѓе. Затоа што нашето однесување тука веќе нити е човечко, ниту е достоинствено, а ни најмалку не наликува на пратеници, на избраници од народот, на функционери. Од секогаш мислев дека колку е повисока функцијата, треба да биде повисока и свеста, и моралната одговорност. Затоа што, како функционери, навистина треба да имаме висока свест и одговорно да се однесуваме. 8 одземања на имунитет. За нецели 2 години. А уште колку ќе има? Еве имате уште 2 години од вашиот мандат. Уште колку? Дали сите имате редослед, список? Или, зависно од тоа кој колку е гласен во својата дискусија, така го ставате и на списокот за одземање на имунитет. Зошто велам вака? Затоа што колегата, господинот Трајко Велјановски, пред 1 година е повикан да даде исказ, година и нешто, и дури сега судот бара одземање на неговиот имунитет, се со цел изрекување на мерка притвор на претходниот претседател на Собранието. Дали оваа година дена беше оставена за пратеникот Трајко Велјановски да седи мирно, тивко во пратеничката клупа и судот, доколку тој се однесуваше тивко и повлечено, може би немаше да покрене обвинение за тероризам. Но бидејќи нашиот почитуван колега и гласноговорник и одговорен пратеник се извршува функцијата за која што впрочем и народот го избрал. Дали тоа не му се допадна на владеачкото мнозинство и реши, односно се обидува да го замолчи господинот Трајко Велјановски. Најверојатно ова барање произлегува токму од тоа што почитуваниот колега е редовен на собраниските седници. Го гледате секојдневно во собранието. Кога бил повикан, се јавил уредно во судот. И сега одеднаш сте исплашени дека почитуваниот колега можеби ќе избега од државата. Или што ќе влијае на сведоци, на што ќе влијае после повеќе од година дена. Зошто, колеги, како избраници на народот, не се ангажирате да работиме за доброто на народот? Дали вие дојдовте во ова собрание да се подигрувате со човечките судбини?
да се изживувате со вашите колеги, со семејствата на вашите колеги и поранешни високи функционери. Тоа ли ви беше мотото кое што и желбата, поривот во вас да се борите за да дојдете на власт? Ова не беа ваши ветувања. Едно нешто исполнивте. Нема правда, нема мир. И навистина во оваа држава нема правда. Нема правна држава. Нема правен систем. Нема мир. Нема спокој веќе. Сето тоа е изгубено. Дали граѓаните се чувствуваат безбедни? Што си мислите, како се чувствуваат тие кога гледаат што се правите на високи функционери? Секој еден обичен граѓанин ќе рече да си седам дома, да си молчам, да не реагирам, затоа што кога му се случува на господинот Трајко Велјановски или на други високи функционери, тога што станало со мене? Дали е добро или не смеам да протестирам, не смеам да пишувам по социјалните мрежи, не смеам да критикувам, затоа што не се знае моментот кога ќе ми тропнат на врата. Ова е демократија? Се боревте против режим. Баравте демократија. Ова ли е демократија? Зарем не разговарате вие со луѓето? Или пак да, доколку разговарате, и што ќе слушнете, се плашат да ви ја кажат вистината во очи. Може би ќе се насмеат, ќе кимнат глава, се е добро, ќе ви речат ворете, работете, а само тие знаат всушност како се чувствуваат и колку се исплашени. Нема спокој. Да, единственото нешто што го остваривте е нема правда, нема мир. Слушавме понуди за помирување, дека е време за помирување. Колеги, ако сакаме вистинско помирување и ако сакаме граѓаните да останат сплотени, да им дадеме надеж, ние првино тука треба да покажеме почит, само почит. Тука треба да дискутираме на едно ниво кое што му доликува на законодавниот дом. И тогаш и граѓаните нема меѓусебно да чувствуваат толкова омраза, одбивност, да има толкав рез помеѓу самите граѓани, рез кој што е создаден од политичките партии. Или вам ви одговара раздели па влади. Колку народот повеќе молчи, вие ќе се чувствувате посилни. Но дента на изборите никој нема да биде амнестиран. Затоа што граѓаните дента на изборите тивко, но одлучно ќе си го кажат своето. А до тогаш останува ние да работиме подобро од тоа што беше досега. Немате ли храброст да речете доста е? Доста е со меѓучовечкото недоразбирање, доста е со уништувањето на човечките судбини. Немате ли храброст тоа да го кажете кај вас кога имате централен одбор, не знам, состаноци? Не ли ве гризе совеста? Не ли се запрашувате некогаш на момент дали е исправно ова што го правите? Колку и да сте безчувствителни, верувам дека совеста кога тогаш проработува. На моменти, ама проработува. И тогаш да речете да престанеме со ова. Доцна е, ама пак е подобро да престанете, отколку да продолжите и во иднина. Многу лоши работи направивте во изминатиот период. И колку полоши работи правите, се повеќе глумите жртва. Се поголема и поголема жртва глумите. Од секоја ситуација, вие сте жртвите. Ма не е нормално. Секогаш некој друг да е виновен, а вие да се иземате. Навистина тоа не е нормално. За било кој од нас. Затоа има моменти во животот кога седнуваме и се запрашуваме што правиме. Дали вината е во мене или во некој друг? Или вие, трчајки да ги исполните сите барања од вашите претпоставени, немате време ни 5 минути да седнете да размислите, да се запрашате што правите, каде одите, што ветивте, што овозможивте. Многу трчате на кај ЕУ. Толку затрчани што немате време ни за себе.
во Европска унија вака ќе одиме. Како во 19-тиот, 18-тиот век. Со ово однесување. Кој каже нешто поинаку, веднаш, или ќе го приведеме, или ќе му се заканиме, или ќе го притиснеме од некоја страна. И ова било демократска вредност. Немаш право да кажеш поинакво мислење, немаш право да кажеш различно мислење, затоа што... Почитувани колеги, боли вистината. Почитувани колеги, боли вистината. Видете, ова е можеби нов момент, затоа што колегите дури покажа емоција, дека допреа зборовите до вас. Ве молам без меѓусебни, колега, ве молам без меѓусебни, продолжи. Председателе, треба да ми возможите услови за дискусија. Цел ден сум присутна на комисијата, не прекинав ниту еден од дискутантите, а тоа што некој се пронашал себе си во дискусијата е... Ги молам присутните да се воздржат од коментари, имаат можност за реплика, имаат можност... Ке молам председателе, извините, барам во иднина кога ќе се говори, да се говори на темата, не да бидат... Мислам дека не дозволите нити процедурално, имам збори, не треба да дозволите некој да ми упаѓа во дискусијата. Во неколку наврати се обидов да насочам дискусијата на темата на точката на дневен ред, ама имајќи предвид дека и двете страни очигледно многу широко го сваќаат дневниот ред, одлучив да дозволам изразување. На крајот на денот деловникот за работа на работните тела не го ограничува комисиското изразување. Тоа се однесува за време на пленарната седница. И имајќи предвид дека секој пратеник има право да се изразува на начин што мисли дека е соодветен на комисијата, се дека не е во кршење на одредбите од етичкиот кодекс. И јас тоа ќе го дозволам, не беше, барем според мене, прекршено. Ќе ве замолам, да, долг ден е денеска да издржиме уште малку додека даваме пауза и да... Благодарам, председателе. Што ти значи кога си на власт? Премногу меки, премногу осетливи. Дури критика не се во можност да поднесат. Реална, конструктивна забелешка. А замислете што се издржавме ние во овие 2 години. Па не реагираме вака како што се реагира. Колешка, забелешките се однесуваат и за двете страни. Почитуваниот колега Трајко Вејановски си имаше свое излагање и на една од репликите почитуваните новинари беа тука, медиумите и ние, пратениците кои што бевме присутни во оваа сала, слушнавме дека тој имаше можност да слушне како некои од пратениците веќе имаат информација дека обвинението на нашиот колега ќе биде проширено. Бидејќи тој не ги прочита точките по кои е обвинет, слушнавме дека некои од пратениците веќе има нови информации, кои што ние ги немаме, претпоставам и колегата Трајко Вејановски ги нема. Тука слушнавме дека неговото обвинение во текот на постапката ќе биде проширено неговото обвинение. Очигледно добро соработувате со судот, со судските органи, секогаш имате предвремени и многу повеќе информации од тоа што имаме и ние како пратеници, а и обвинетите во овој случај. Почитувани колеги, доколку сакате нешто да кажете, имате право на реплика. Сигурна сум дека тоа го знаете и ве молам искористете ја можноста, не дофрлајте од страна. Вчера слушнавме за инцидентот кој што се случил во затворот Шутка и ова собрание има формирана постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓаните и мислам дека оваа комисија треба да се вклучи и да го преиспита овој случај. Дел сум од оваа работна група, имавме посета, имаме направено работно тело кое што беше во посета на еден од затворите и во нашата агенда се предвидени посета на сите затвори во Република Македонија. И мислам дека треба да се преиспита и овој случај. Овој случај излезе во јавноста, каде што станува збор за двајца високи функционери и не е чудно. Реално, тие се од опозицијата.
Сето ова се случува на функционери од опозицијата или активисти од опозицијата. Овие смислени сценарија не се на добро. Навистина, ова не е добро. Имаме и народен правобранител, од кого што исто така очекувам да си ги превземе сите активности, затоа што веќе излезе со изјава, да се расветли овој случај и во иднина да не се повторуваат вакви работи. Без разлика дали се во притвор, дали се затвореници, дали се слободни граѓани, каде и да сме, ние треба да се чувствуваме безбедни. И тоа треба, за тоа треба сите ние да се залагаме.